Одиме понатаму со емисијава, почитувани гледачи, мој гостин во оваа емисија на програмата на ТВ каналот ВИС е Славчо Васков Пинда, првиот човек на фудбалскиот клуб Беласица. Пинда, здраво, добре дојде во Здраво, добро емисијава на ТВ каналот ВИС. Убаво си расположен, доаѓаш од Италија. Тоа е првиот повод за овој наш разговор. Што е она што се случи во Италија? Каде бевте точно? Благодарам на телевизија ВИС за поканата. Бевме во Равена на турнир со пионерите на ФК Беласица, на меѓународен турнир, каде учествува 36 екипи од сите држави, од кои од нашата држава бевме поканени само ние, Беласица. Турнирот беше многу интересен, доста квалитетен, со силни екипи. Најважно од се е тоа што Беласица од овој период, да кажеме 7-8 години, никаде немаше настапувано со младите категории, впрочем и ги немаше младите категории, не постоја. И сега ова ни е така едно големо искуство за почеток на овој нов период од постојањето на младите категории на Беласица, и сме многу задоволни и, да не кажем, презадоволни од резултатот кој го таму остваривме. Битно ни беше да се дружиме, да видиме како функционираат другите клубови, европските клубови, да собереме некое искуство, да видиме нашите дечки до кај се дојдени со квалитетот. И сето тоа едно големо искуство за нас, и плюс и резултатот кој го таму остваривме е сме презадоволни. А резултатот вели дека одигравте 5 надпревари вкупно, и тоа во првиот ден, 3 надпревари во еден ден. Многу напорна работа е тоа, да се одиграат 3 надпревари во еден ден, особено кога станува збор за пионери, нели? И што е уште поважно, победивте 2 надпревари, еден надпревар одигравте нерешено и 2 изгубивте. Практично некоја златна средина од или нешто повеќе од ова што вие сте го очекувале, нели? Да, па ние по со оглед на тоа што постоите само 2 години со тие категории, така? Да. Па резултатите кои ги направивме не донесува до 8 на финале. Од 36 екипи да стигнете до 8 на финале е добар резултат. Така. Нели, покрај тоа ние што знаеме колку време постоиме како млада школа од овој поновиот период. Се одигра 3 утакмици првиот ден кои малце бе и проблем за децата, кои нели не очекувавме дека толку утакмици ќе имаме во еден ден, од кои 2 нели победивме, една нерешена. И многу интересно, англиската екипа со која игравме нерешено 1-1, имавме шанси дори да ги добиеме. Некаде 86-7 минута ни дадоа гол и резултатот така остана 1-1. Тие го освоја турнирот. Значи со победникот на целиот турнир игравте нерешено. Да. А малку фалеше да ги победите, така? Да. Сега првиот ден одигравме 3 утакмици. Нашата подготвеност тука се виде дека не сме баш доволно спремни, и другиот ден веќе потврдивме, дечките беа преуморени и следните 2 утакмици ги изгубивме. Едната 2-1, другата 3-0. Да, но првиот ден победивте 2-13-0, така ли беше? Да, на една шведска екипа. Со шведска екипа една победивме 12-0, со англичаните игравме 1-1. Така. И така. Добро. Одличен скор, повеќе од очекувања, големо искуство и за вас како прв човек на клубот и за стручната екипа со вас, но убави спомени и за младите фудбалери на Беласица. Овој турнир ќе ни биде посебна мотивација да можеме повеќе да работиме со младите школи, да учествуваме и на посилни турнири. Така, супер. Тоа е, младите фудбалери ќе го паметат цел живот кога стапнале на тлото на Италија, на една фудбалска велесила каква што е Италија, нели? Можеме да замислиме какви турнири организираат таму во таа земја. Втората тема на која треба да разговараме, а мене ми е многу важна, а важна им е на сите оние кои го сакаат фудбалот,
и особено го почитуваат фудбалскиот клуб Беласица, тоа е ќе имаме ли до година второлигаш, какви се состојбите со текот на првенството во кој играте? Значи Беласица ќе биде сигурно, значи во едно сум сигурен и тоа сум 100% сигурен дека Беласица следната сезона ќе биде во втора лига. Знаејќи ги околностите во лигата, како играме и што ќе се случува понатаму, значи Беласица е моментално прва, лидер на табелата и така и се надеваме дека и ќе остане. И се надеваме, него сум сигурен, и така ќе остане. Значи, Струмица треба да се подготвува следната сезона да ја гледа Беласица во втора лига. Да гледа второлигашки фудбал. Добро. Ова ни беше поставена цел оште од првата година која земавме Беласица. Еве, ја устваруваме. Значи, ова година ќе играме втора лига. Екипата за втора лига ќе ја спремаме како за прва. Значи, одма може да се пофалам или да најавам, да кажем дека следната година Беласица ќе атакува да влезе во прва лига. Да, но да одиме чекор по чекор. Значи, има една народна поговорка која вели прво рипни, после кажи оп, нели? За да ја остварите таа прва цел, за да до година станете прволигаши, ве чека еден тежок надпревар со главниот конкурент за освојување на првото место. Тој надпревар се игра кога? Сега во недела. Сега во недела играме со втората екипа на табелата во трета лига, со Плачковица, исто така се доста квалитетна екипа. Таму загубивме со 1-0. Знам, при крајот, таму 91 минута примивме гол. Нема веза, битно е дека ние сме поквалитетна екипа од Плачковица, меѓутоа фудбалот и сега ги чекаме на домашен терен, ќе играме во недела. Еве да најавам дека ќе играме нокна утакмица во 7 часот и ги покануваме сите љубители на фудбалот, сите кои сакат Беласица, кои навиваат за Беласица, кои се симпатизери на Беласица, да дојдат во недела да ја гледат утакмицата. Ќе биде под рефлектори и влезот ќе биде слободен. Супер. Да го наполнаме стадионот како порано, да навиваме сите за Беласица. Како во старите добри времиња. Да. За да биде тоа како во старите добри времиња, треба и Беласица да биде во најдобро светло, а на добар пат е да го оствари тоа светло и сите се радуваме поради тоа. Честитки за вас како прв човек на овој клуб и честитки за сите ваши соработници кои правите, давате максимални напори да ја вратите Беласица таму каде што заслужува, во висините или во височините на македонскиот фудбал, каде што некогаш беше, па и повеќе од тоа. Добро, она што треба да го појасниме е дека бодовната разлика е само 4 бода, не е баш само, значи 4 бода и доволна разлика помеѓу Беласица и Плачковица. Доколку Беласица победи, станува 7 бода, скоро недостижна предност, така ли е? Да. Доколку надпреварот заврши нерешено, останува таа бодовна разлика од 4 бода, одлична работа и тоа, меѓутоа нели победа си е победа. Дури доколку изгубиме, Беласица го задржува првото место, но само со 1 бод, а тоа е веќе опасна работа. Да. Како и да е, ви посакувам многу успех во недела, дека биде тоа чиста, убава победа во еден убав надпревар и нека струмичани љубителите на фудбалот уживаат во тој надпревар. Растат амбициите, право, тука веќе се враќаме нели на тоа што пред малку вие го почнавте. Веројатно и растат амбициите за нешто повеќе од тоа, така ли е? Да. Значи, влезот во втора лига е неизбежен, затоа што се шири лигата ова година и да видиме ето најлошата црната слика да ја гледаме и втори и трети да видиме Беласица пак влева во втора лига, значи немаме ние опасност од влез во втора лига, меѓутоа ние сакаме да бидеме први. Значи целта на Беласица е да биде прва. И тоа се пишува во историјата. Да. Сега амбициите растат, да. Клубот мора да се врати во прва лига. Амбициите ни се големи,
целта ни е голема. Сите работиме на оваа реализација. Значи оваа година Беласица ќе прави посилна екипа, најдобрите играчи ќе ги задржаме. Сега веќе имаме и од младите категории кои ќе ни се приклучат на Беласица. Која ми е целта? Целта ми е да ги собераме нашите играчи од ФК Беласица кои играат по другите клубови во Македонската лига, дури некои и во странство. Значи Беласица секој пат е играела со домашни играчи и по тоа е препознатлива. Беласица е и најголемиот расадник на фудбалери. И ако периодот од неколку години кој нема производство на собствени фудбалери, има фудбалери кои претходно излезеле од нашата школа и играат по првата лига по Македонија и во странските клубови. И сега уште малце да заврши првенството, починаме да преговараме со нашите фудбалери. Целта ни е да си ги вратиме тука, најдобрите, да направиме силна Беласица и сите заедно. Се надевам јас дека ќе имаме соработка и разбирање на фудбалерите кои играат во другите клубови, дека целта е да ја вратиме Беласица сите заедно во прва лига. Јас нели сакам. А потоа амбициите повеќе ќе растат и ќе сакаме европски фудбал. Зашто да не? Да, таа е целта. Нели? Јас имам поставено цел и кога разговараме нели меѓу нас тама и на состаноци и со фудбалерите и со целиот стручен штаб на Беласица, дека Беласица никој пат не била прва во лигата. Не е била шампион. Самостојна Македонија. Да, во нашата лига и ние сега поставаме оваа цел. Значи сега е целта една по една нормално треба, значи фудбалот е долгогодишна работа, не може абсолютно. Така. Преко ног не биде ништо. Да, мора полека. Сега целта ни е втора лига, ја остваривме, од втора одиме во прва и после нормално ќе си поставаме нова цел и така. Годинава фудбалскиот клуб Беласица слави еден значаен јубилеј, 95 години од своето постоење. Во еден убав августовски ден во далечната 1922 година група ентузијасти го формираат овој клуб, гордоста на Струмица. На кој начин ќе биде одбележен овој јубилеј? Значи ова убаво рековте, гордоста на Струмица 1922 година е формирана од група на луѓе кои се собираат и дури ги имаме и по име и по презиме, сега ќе ги имаме и во новата книга која формираат Беласица. Ова за мене значи нешто свето, нешто поголемо. Сега, минајќи ги тие 2 години со Беласица, се повеќе и повеќе јас сваќам што е Беласица, која е силата, која е енергијата, која има Беласица, да, и тежината на Беласица и свесен сум што значи 95 години Беласица. И за тај убав јубилеј ние се организираме цела година. Значи ќе имаме повеќе работи кои ќе се случат за 95-те години на Беласица. Но имате нешто на самиот ден, така? Да. 95 години ќе правиме книга 95 години Беласица, ќе ја промовираме на самиот ден книгата 95 години Беласица. Кој е автор на книгата е Иван Станоев. Добро. Негов помошник е асистент, да, Томе Семенков. Без него не бидува. Да, добро. Без него не бидува. Сега во моментот значи собираме материјали за книгата. И еве овој момент да го искористиме за сите фудбалери кои играле во Беласица, кои биле во управата на Беласица, кои имат нешто, слика или било каков материјал, резултат или некоја случка од Беласица, да ни ја донесат на стадионот. Сме ние таму секој ден, по цел ден, кој има нешто, нека ни даде. Ако е интересно, ако заслужува, ќе го ставаме во книгата и тоа ќе одекне во вечноста. Значи, чим го ставиме во книга,
Можеш после 100 години него ќе го прочита и ќе знаеш што се случувало во тие 95 години од А се Беласица. крчка и она за кое зборувавме и во претходното наше среќавање, во претходниот наш разговор, а тоа е химната на фудбалскиот клуб Беласица. Да, и не ќе ја промовираме тоа. И не за ќе ја промовираме, текстот е готов, музиката се прави, се компонира, нема да откриваме повеќе за тоа, ќе биде тоа едно убаво изненадување за сите вистински љубители на фудбалот од Струмица, за сите почитувачи на фудбалскиот клуб Беласица Беласица. заслужува една убава Така е, химна, така е. нешто посебно, значи сега вие сте скромен малце, не сакате да кажете дека автор сте вие на јас сум автор на текстот. На текстот, музиката е на Горан Кукич. Горан Кукич и музика и ќе отпее. И аранжман и ќе пеат повеќе луѓе од струмичката естрада, ќе биде тоа добра песна во секој случај. Јас едва ја чекам да ја слушнам, иако демоснимката веќе ја имам слушнато, но финалниот производ си е финален производ. Но да не зборуваме многу, да дочекаме да го дочекаме денот кога истата ќе биде промовирана. При крај на овој разговор, паралелно со сите овие активности, вие забрзано работите и на осовременување на стадионот и сите елементи околу него. Па да, покрај сите работи кои се случуваат во Беласица, кои беа на едно ниско ниво, нели се зафативме со повеќе проекти во исто време и еден од тие е и ова инфраструктурата, полека ја решаваме. Сакаме стадионот да го направиме да биде најдобар во Република Македонија, или да не кажем после арената, Филип II. И сета тоа работа која во овој период од 2 години ја имаме потрошено на стадионот, веќе раѓа со плод. Значи, еве сега пред да дојдем во емисија, ми се јави од ФФМ, сака да го играт финалето на купот на стадионот. Ова не е случајно. Значи, нешто има добро на стадионот, има добри трибини, добри сооблекувални, добар терен, услови кои ги празник за фудбалот. Да, кои ги исполнуваат. Финалето на купот на Македонија да се одигра во Струмица не е мала работа. И се најавува и меѓународниот надпревар меѓу Македонија и Албанија, дека е можно квалификациите да се одиграт на нашиот стадион. Ова не е 100% сигурно, меѓутоа пак си зависи се од нас, ако видат од ФФМ луѓето дека ние работиме за фудбалот, сериозно, да. Дека сме сериозни во ова што сакаме да го постигнеме, тие ќе бидат со нас. Супер. И ако го направиме стадионот да се играт меѓународни надпревари или да игра репрезентацијата овде, првен ќе биде најдобро направен, значи ќе го имаме стадионот со УЕФА стандарди, друго ќе ни ги повлече и другите репрезентации и турнири кои ќе ги одговарат на ФФМ да ги одиграме во Струмица, и со тоа ќе го донесеме пак фудбалот во Струмица. Одлично. И нашите гледачи, симпатизери на фудбалот, нашите сограѓани ќе имат што да гледат на нашиот стадион. И тука би бил крајот на овој наш разговор. Останува да ти се заблагодарам, Пинда, за учеството во оваа емисија, и прво што сакам да ти посакаме победа во недела против Плачковица, а потоа реализација и на сите други планирани проекти за оваа година. Благодарам. И ги поздравуваме сите љубители на фудбалот во Струмица, нека повелат во недела во 19 часот ноќен надпревар стадион Младост. Благодарам уште еднаш, одиме понатаму со емисијава.